Почитувани македонци, односно македонки и македонци, јас ги поздравам пред се представниците на политичките партии на Сдруженијата, а најмногу благодарност до Форумот за човекови права на македонците, ОДГ-скиот дел на Македонија, што ме поканија и ми отдава таква почит да кажам неколку зборови. Онаја што го знам, што сум го истражувал, што сум зборувал со нашите македонци, ОДГ-скиот дел на Македонија, и уште еден поздрав ќе испратам од, така јас ја викам, мојата мајчичка од Романија, Доца. Таја секогаш не поздравува со мили ми мои македонци. Мили ми мои македонци, јас сакам да ви кажам дека ова место денеска што сме, навистина е чест да се дојде и да се одбележи 75 годишнината од неправдите врз македонскиот народ, од геноцидот врз македонскиот народ. Ово место не е правото место каде што ние денес треба да се собираме. Јас сакам да ви откриам од мојата докторска дисертација дека македонците во 1946 година од Америка, Канада, Македонскиот Американски народен сојуз, од Америка, Македонскиот Канадски народен сојуз, Македонскиот Австралиски народен сојуз собраа пари и беа донесени тие пари да се изгради болница во Битола. Браво! Во Битола. Браво! Човекот кој ги донесе парите преку Црвениот крст на Британија се вика Мик Веловски. Денес е 100 годишен човек, жив е Мик Веловски, живее во Сиднеј. Тој ги донесе парите од Австралија, Канада и Америка овде во Скопје. Меѓутоа, што се случи? Јас не знам што се случи, но сепак ова го наоѓам во архивите на Британија, на Австрија, во другите архиви, дека парите нема да одат во Битола, дека наши нема да имаат можност да се лекуваат во таа нова болница која требаше да се изгради за неполни 5-6 месеци. Значи 47 година болницата требаше да биде готова. И тие наши ранети, на кои им оддаваме денес почит, поклон до земја, затоа што се бореа за независна Македонија, ние го викаме македонско востание, а не граѓанска војна на Грција, нека ми простат другите историчари или моите колеги. Сепак тоа востание беше македонско востание за национално ослободување на македонскиот народ и целокупна Македонија. Она што се случи понатаму, после Втората светска војна, новите распределби, да не држам говор околу тоа, повеќе ме боли за геноцидот врз македонскиот народ, за протерувањето на децата бегалци, за откинувањето од мајчинските гради, од своите огништа, од своите куќи. Знаете вие како е тоа да се оддели. Вие сте дел тука, поголем дел од вас сте од децата прогонети од своите мајчински гради, од своите преградки. И зашто? Која беше вашата вина? Која беше вашата кривица вас да ве тераат во Романија, да ве тераат во Ташкент, да ве тераат во Москва, па во Полска, Романија, Бугарија, Југославија, да ве тераат во Канада, Америка, Австралија? И денес некој да седна тука и да ја прекрстуваат Република Македонија во Северна Македонија. Никогаш нема да го признаеме тоа име Северна Македонија. И не прославувам денес Северна Македонија, прославувам независна Македонија и јас со вас оддаваме почит. Вие што имате исто мислење со мене, ние оддаваме почит нападнатите македонци за слобода на македонскиот народ, вековната борба на македонскиот народ. Браво! Браво! Ние не се боревме да ослободиме монархо-фашистичката Грција.
Ние не ги дадовме нашите жртви за туѓи држави и за туѓи интереси. Јас да ви кажам уште еден податок. Ако Битола е ослободена на 4 ноември, па знаете дека егејскиот дел на Македонија беше слободен, па ниту имаше германци, ниту имаше грчки војници таму, ниту монархо-фашистички. Првите 50 војници во Солун беа испратени од Италија, од Бари. 50 војници беа и тоа не беа англиски. Британија го испрати таа бригада испрати од Индија кои беа во Италија. Оттаму тие отпатуваа во Солун и тогаш се случи и така наречената граѓанска војна, ја почна во Атина, па слегоа долу. Меѓутоа немаше кој да застани. Ние имавме еден лидер за мене кој, мислам имавме повеќе, како и Наум Пејов и Стојан Кочов, беше Бог да го прости, сега почина пред на 95-6 години. Тој беше учесник во војната 46-49 година. Меѓутоа, што сакам да кажам, да знаете? Сакам да знаете дека во англиските, во британските архиви постои говорот на Черчил, на Винстон Черчил, кој е мртво исплашен од македонскиот народ и вели над 30.000 куќи и сите села се комитски села во егејскиот дел на Македонија и ги кријат партизаните. И ги кријат македонците, етничките македонци кои не се грци, па ниту се бугари, па ниту се срби. Тие се борат за своја независност и ние спрема договорот во Јалта и во Техеран ќе треба поново да ги скротиме тие македонци. На тој начин беше скротувањето на македонскиот народ. Тука беше еден од најголемите команданти Илија Димовски Гоче. Илија Димовски Гоче, жал ми е гробот му е распаднат ваму. Јас бев во Бутел пред 7-8 години. Жал ми е што гробот му е распаднат на Илија Димовски Гоче. Јас поведувам активност во Австралија да направиме споменик. Илија Димовски Гоче го спомнува Винстон Черчил како еден од големите лидери и голема опасност дека влијанието на Британија ќе заврши некаде од Солун натаму. Меѓутоа, сферите на влијание беа поделени поинаку. Сталин имаше сфери на влијание преку Србија и Бугарија. Македонија мораше егејскиот дел спрема нивните, нели, сили, мускули и наоружање. Егејскиот дел 95% требаше да припадне под влијание на Британија и на Америка. И што нас ни се случи? Погромот нас ни се случи. И со нивна помош, вие знаете, не треба јас да ви кажувам, го измамија македонскиот народ. Ги измамија и партизаните, ги навлекоја од герилска војна, од криење по куќите, од криење по сламите и напаѓање, убивање монархофашисти или пак други војници. Ги повлекоја на Грамос, на фронтална војна. И таму, знаете вие, дека се употребија првите оние злосторства, оние напалм бомби кои се забранети против човештвото, злосторството се направија за прв пат во векот и во светот врз нас, македонците. И кој го направи тоа? Го направи Британија. И ние денес бараме влез во Европската унија. А која е Европска унија? Од која Европска унија? Па тие се истите монархофашисти. Фашисти. И кој нас ни помогни од нив? Никој. Ако ние сами не си помогнеме македонците. Никој. Браво! Браво! Тоа е Елза. Па нема никој нас да ни помогне. Еве и еден збор таму да кажам, меѓутоа не сакам да бегам многу од темата на организаторите. Ние македонците мора да застанеме цврсто како што застанаа во Втората светска војна. Насекаде. Никола Парапунов и Иван Козаров беа првите што окренаа востанието во Пиринска Македонија. Никој не знае за нив. Кој ги слави овде во Македонија Никола Парапунов и Иван Козаров? Никој. Кој го слави овде ки Илија Димовски Гоче како еден од најактуелните и најактивни партизани? 9 години, 10 години човекот беше командант. 10 години. Не една година. Не само тоа, него И Колон Усев ќе ви го кажа. Славиме Тито и Тодор Александров. Победи да Черчил бил принуден да го спомени. Апсолутно. Точно е така. Пишува во архивите, го споменува по име и презиме. Меѓутоа сакам да дадам
да привршам и да дадам подкрепа. Треба ние македонците, јас сум голем противник на Преспанскиот договор. Да, За мене точно. член 7 е Точно. уништувачки за македонскиот народ. Точно. Тие ставија граница. Тие што попишаа во терористички потпишаа во собранието. И сега ние од негочани натаму имаме ние Грци, Елени или Грци не постојат спрема уставот нивни, тие се Хеленик републик. Да. Еленска република се нема Грци. Сега нашите луѓе на оне што ще треба да му се исуши раката, потпиша дека тие луѓе таму се, односно ние сите овде, дека сме ние Елени со грчка култура од Александар Македонски па до денес. Па каде го има тоа? Никаде. На кој јазик јас зборувам? Македонски. Па јас сум од оптичари од другата страна, тука до Негочани. Сега, јас и вие од Крушоради, од Нерет, од Буфи и од другите села се разбираме денес? Да. Како вие сега зборувате, односно сте друга етничка група, друг народ? Треба да лафаме. Се извинувам, уште еден збор сакам да кажам. Значи членот 7, има крвно да се бориме против членот 7 од Преспанскиот договор и Преспанскиот договор не ни носи никакво добро. Нас ни го одземаат идентитетот, зборуваат, јас сум македонец овде, да, јас сум овде македонец меѓу овие планините. Меѓутоа, кога ќе излезам во администрација, во Обединените нации, во другите светски записници, каде што треба да постојам како македонски народ, граѓанин сум. Јас можам да бидам македонец во студиото таму каде што е метро на метро, или овде меѓу планините, како што реков. Да знаете, треба да се избориме. Ако ние не се избориме, сега не чека отворање на Уставот. Отворањето на Уставот со Бугарија. Член 5 од договорот со Бугарија, првиот договор што го потпиша 2017 година заев со Борисов. Член 5 и член 11 Рака да му си од тој договор. Со член 11 нема македонци не признаваат бугарите. Не признаваат ниту грците. Значи немаме никаков реципроцитет. И тоа не е добрососедски договор. Ниту едниот, ниту другиот е во некаква полза на македонскиот народ. Треба да ги отфрлиме отфрлање и не треба отворање на Уставот. Уставот наш не се чевлите женски, ќе ги менуваме денес со штикли, утре ќе ставиме Добри, вашите менуваат други чевли. чевли. Па што е ова? Уставот на Австралија не е сменет од 1901 година. Носат нормално дека носат закони и предлози така натаму, но Уставот не го менуваат. И на крајот сакам да завршам со подкрепа, со отворање, она што спомна и Александар, Маркова нога, отворање на граничниот премин. Ако е Преспанскиот договор така добрососедски, зошто не ни ги отворат границите? Да. Зошто не ги сменат таблите да пишуваат Да. во Македонија? Ајде тие нека пишуваат како што сакаат, ние за нас е Македонија. Јас со сите сили, еве, изјавувам и барам и ги подкрепувам. Маркова нога час поскоро да се отвори. Дали од северните сегашните или па од некоја друга влада која ќе дојде, без разлика, значи тоа треба да се стори. Понатаму имаме и уште еден пат, некаде кај Живојно, кај нас таму е. Да, кај нас, затоа велам кај нас, кај Живојно и Бач, Овчаран и Мегленско од другата страна, таму е мојот крај. И викам, и таму треба да се направи, затоа што нашите нивје се наоѓаат од другата страна. На нашите македонци од таму се наоѓаат од оваа страна. Значи треба тука треба да бараме. Ако не бараме, нема да се оствари тоа. И уште една работа што сакам да кажам, музеј, институт за некако во една иста слика, она што се борат евреите. И ние треба да си направиме за екзодусот на децата протерани. Браво, браво. Имаме Така треба. Имаме милиони слики, имаме живи луѓе. Нас ни одат живите луѓе.
Јас сум правил, не спомна Александар, јас водам радио програма 28 години. Сум правил интервјуа со сите, со вака овие луѓе што се попознати во политиката. Меѓу другото, имам направено повеќе од 150 интервјуа од децата бегалци, прогонети. Дали се од Ташкент, дали се од други места. После оваа наша прослава, одбележување, поклонување на нашите македонци паднати за слободата на целокупна Македонија, за слободата на македонскиот народ и на независна држава. И честит ден е празникот, меѓутоа онај од 91 година до промената на името. Наваму јас не чувствувам држава слободна. Јас чувствувам дека сме некој протекторат, туѓо име, туѓо презиме и не се наоѓам себе си во таја држава. Да ни е жива Македонија и македонскиот народ Браво! и за секогаш да останеме единствени. Само единствени ќе победиме. Да. Благодарам. Браво! Не е проблем.